Изминуваат 100 денови од владењето на ВМРО ДПМН. Презентацијата на постигнатото, како по правило, минува во глорификација од и за премиерот. Овој пат централна фигура професор Мицковски. Трилинг со Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Тој е најмлад во составот на оваа влада и автентичен кадар на ВМРО ДПМН. Добро дојдовте во емисијата. Добар ден, ви благодарам за поканата. Господин Андоновски, како докторант на меѓународни односи, како да го деблокираме македонскиот евроинтегративен пат? Па мислам дека македонскиот евроинтегративен пат има две компоненти на кои што може да покаже резултати. Првата е домашната задача која што треба да завршиме и како влада ја започнавме многу експедитивно со донесување на планот за раст, односно организирање или договарање на планот за раст со Европската унија, и тој план кој што ни дава задачи во секој ресор, во секоја област, поединечно и заедно како целосно, како влада и како државна администрација до 2028 година. Секој со своите задачи да си ги исполни во својот домен, што ќе значи отклучување на средства, но и ќе значи подготвеност на Македонија за пристапување кон Европската унија, подготвеност внатрешна на институциите, на државата, на законодавството. И вториот дел е овие непринципиелни барања кои што продолжуваат од Бугарија, оваа тирада на напади кои што се случува врз Македонија и едно непочитување на Македонија со кое што мораме да се справуваме. И председателот во своето обраќање по повод 100 дена кажа дека ние не бегаме од разговори, но тие разговори мора да се водат врз база на аргументи, на факти и на докази. Не може да бидат разговори врз основа на сила и на покажување моќ. Јас користам еден аргумент: ако Бугарија бара од Македонија да го вклучи бугарското малцинство во преамбулата на уставот, зошто тоа не го бара од Албанија, кога таму се прикажале лажно дека има 7.500 бугари, иако знаеме дека тие се лажни податоци, затоа што знаеме на кој начин беа фабрикувани. Така што зошто се тие двојни стандарди? Поентата ми е дека Бугарија никогаш од нас не бара само исклучиво внесување на бугарите во македонскиот устав, туку тоа е отварање врата за не поголеми барања. И ние како влада сега работиме како да го заштитиме процесот тие поголеми барања. Поминавме низ фазата на заробена држава, хибриден режим, дали сега на патот кон ЕУ ќе се соочиме со квалификација на изолирана земја? Па го слушам тој наратив од страна на опозицијата, која што 7 години ништо не направи во поглед на интеграцијата на Македонија во Европската унија, напротив не скара со соседите со кои што претходно имавме добри меѓусоседски односи. И истовремено не можам да зборам за изолација кога еве јас во мојот ресор имав средби во 100 дена со 5 министри за дигитална трансформација на европски држави, а уште 4 ми се во најава во наредните 2 месеца. Истовремено да не зборам за министрот за надворешни работи, за премиерот, за председателката, така што не би можел да зборам за никаква изолација, но тој наратив го очекував од сегашната опозиција, затоа што тие 7 години не понуди алтернативи. Сега нормално е да критикуваат. Многу често во изминатиот период се зборуваше за европеизација, бугаризација. Со доаѓањето на оваа власт сега за унгаризација. Дали ВМРО ДПМН и оваа актуелна гарнитура паѓа под закрилата на Орбан? Имаше еден абсурд кој што се случи пред 2020 година. Бевме обвинувани за блискоста како политичка партија со политичката партија Фидеш, но не му сметаше на тогашниот министер за евроинтеграција, мислам дека беше Бујар Османи, да се слика со унгарскиот министер за надворешни работи Сијарто, кога Унгарија донесе 2 авиона помош за време на короната, без прашања, без дилеми кај Унгарија дали на власта е социјалдемократска партија со Дуи или било кој друг, едноставно дојдоа и испорачаа помош. Тоа е пристапот кој што Унгарија го има кон Македонија цело во изминат период од 30 години. Мислам дека недоволно било капитализирано во смисла на вистинска соработка во пракса, затоа што ние често сме трчале како мала држава по големите сили и сме барале закрила, поддршка, помош, соработка со големите сили кои што за вас имаат време 1 минута во денот. И 1 минута ако имате и добро. Ние треба да бараме партнери кои што се од средна големина и исклучително важни за Македонија, и јас тука не ја исклучувам или не ексклузивно тоа не треба да биде само Унгарија, но целиот регион на Централна Европа е за нас многу интересен затоа што е блиско до нас.
во исто време доволно мал за да му бидеме ние интересни како пазар и за инвестиции, за привлекување странски директни инвестиции и за интернационализација на македонските бизниси, зашто најдобрите, најквалитетните македонски бизниси да не извезуваат во овие држави и за културна соработка. И тука беше и мојата посета на Полска пред еден месец на најголемиот економски форум во Карпач, организиран токму од министерот за дигитална трансформација на Полска, затоа што сметам дека Полска е недоволно искористен контакт кој што ние го имаме како квалитетен контакт. Истото го сметам и за Унгарија, затоа што Унгарија покажа огромна подготвеност да и помогне на Македонија во сите овие изминати години, но мислам дека таа соработка не се ефектуираше доволно во пракса, сега го имаме потенцијал тоа да го направиме. И оваа владина коалиција не е вакцинирана од партиска лојалност. Се најавувавте како опозиција дека кога ќе дојдете на власт ќе работите поскромно, дека ќе бидете порационални во трошењето, во кадрите и така натаму, но зошто имаше потреба да правите национални координатори, владини национални координатори, да формирате, да измислувате позиции заменик директор, помошник директор? Дали тоа е во насока на задоволување на партиско-политичките апетити на коалиционите партнери? Па има еден екстрем кој што не обвинува за преголема партизација на општеството и има еден друг екстрем кој што вели недоволно брзо ги менувате кадрите од претходната влада кои што се поставени на позициите. И мислам дека се обидовме и успеавме да постигнеме баланс овој изминат период. Од една страна да на вистинските позиции ставиме луѓе кои што ќе си ја вршат својата работа, вистински ја вршат својата работа. Од друга страна, ако сметаме дека некој можеби има потенцијал да врши работата независно што доаѓа од претходната власт, да не влеземе во целосна промена веднаш во првите 100 дена. За споредба на тоа, владата на СДСМ промени илјадници директори и раководители на сектори на оделенија во првите 20 на 30 дена од владата, а во првите 100 дена обвини 3.500 функционери на ВМРО ДПМН за под политички прогон за непостоечки случаи. И огромен дел од нив се ги добија тие случаи, им беше исплаќана оштета. Десетици, стотици луѓе беа избркани од работа без основ за потоа да ги добијат средствата назад и да плаќаат оштета. И МВР, и Министерство за одбрана, и ЕЛЕМ и други институции. Ние не сакавме да влеземе во таа замка, да нелегално, вештачки бркаме луѓе од работа, за потоа тие луѓе нормално да тужат и да си добијат случаи во суд. И во исто време не сме подготвени да менуваме луѓе ако тие си ја вршат работата која што им ја дадена. За жал, во голем број од институциите се забележува сериозен недостаток. Ревизорските извештаи покажуваат многу неправилности во работењето и ние сме приморани да правиме промени во тие институции. Од поглед на трошењето на парите, ќе ви кажам, можам да зборам за мојот кабинет, за моето министерство, на пола се договорите на дело од тоа што биле порано и секој од оние луѓе кои што се ангажирани на договор на дело или на некој друг ангажман се секој ден на работа и се вршат 3 пати, 4 пати поефикасно работите од колку што се вршеле претходно, со помала бројка на луѓе затоа што се поделивме со Министерството за јавна администрација. Значи може да се работи. Кога ќе почне процесот на намалување на државната управа и администрацијата? Па иако овој сектор повеќе не е во надлежност на Министерството за дигитална трансформација, можам да кажам дека постои дел од администрацијата кој што не ја врши својата работа и кој што треба да му се најде место во приватниот сектор, да си ја побара својата среќа, да речеме, во приватниот сектор и да покаже дека знае да работи во приватниот сектор. Опасноста од тоа автоматско преземање или тие пакети кои што ги слушам зачестено дека треба да им се даде отпремнина на луѓето само за да заминат, стравувам дека најдобрите од јавната администрација ќе заминат во приватниот сектор, а не оние кои што не си ја вршат работата. Нам ни е потребен мерит систем во оценувањето. Ако ние имаме добро оценување, квалитетно оценување на јавната администрација, точно ќе знаеме кои луѓе ни се навистина потребни, на кои се потпира целиот државен апарат, а кои луѓе треба да се заминат, односно да им се најде работно место во приватниот сектор. Проблемот се наоѓа во тоа што предолго зборуваме за реформа, а многу малку се прави. Реформата ни е потребна да почне веднаш. Таа ќе биде тешка, мако трпна, сигурно, но промените мора да започнат веднаш. Добро, веднаш што ве спречува до сега да почнете? Па мислам дека Министерството за јавна администрација веќе започна со анализи. Еден од законите е веќе ставен во процедура на дискусија со јавноста, на јавни дебати и така натаму, тоа е законот за административни службеници. Нам ни се потребни две работи кои што се во моментот многу ригидни. Тоа е начинот
на напредок во кариера и на уназадување, во смисла на казнување и наградување, а вториот е системот на плати. Ако тие два системи доволно добро се разработат, тогаш мислам дека ќе имаме добри резултати. Не е добро решението да вие можете било кого да избркате од работа утре затоа што не ви се допаѓа, но во исто време не е добро овој ригиден систем во кој што ако некој стане раководител на сектор на 42-3 години, тој до 62-3 години останува на истата позиција и не можете никако да му влијаете да ја врши својата задача. А станал раководител на сектор само заради исполнување на формални услови. И во исто време да не можете некого да наградите и да не можете на некого да казните кога тоа го заслужува. Тие два аспекти мислам дека ќе ни помогнат да јавната администрација биде пофлексибилна и да се дозволи таа флуктуација на луѓе. И последниот елемент кој што го ставивме и во владината програма, тоа е порталот за слободна циркулација на кадар. Еве јас во моето министерство во последните 100 дена имам побарано 10 преземања. Затоа што познавам луѓе во јавната администрација во други институции кои што вистински квалитетно си ја работат работата, а е соодветна на мојот ресор и сум побарал нивно преземање кон мојата институција. Овој процес зема од 30 до 60 дена по човек. И тоа е навистина тешко. Но ако заживее порталот за слободна циркулација на кадар, кој што сметам дека треба да биде дигитален, да биде онлайн, вие во секој момент можете да видите кој е достапен на трансфер листата и да го побарате тоа лице од таа институција да дојде кај вас, затоа што мислам дека на тој начин ќе откриеме колку вистинска јавна администрација како бројка ни е потребна и кои профили ни се потребни. Прочитав неодамна една објава на Андреја Кулавков, професор од Финки, кој вели комплетна дигитализација на јавниот сектор, особено во администрацијата, судскиот и управниот систем, може драматично да го стесни просторот на корупција. Кога и како? Многу едноставно да се каже и многу тешко да се направи, во целост се согласувам со изјавата на професорот. Во моментот има една платформа на која што комуницираат институциите меѓу себе, платформа за интероперабилност. Постои 11 години. Ние бевме една од првите држави во Југоисточна Европа што имаше. 50 на институции се вклучени, само 25 споделуваат информации на таа платформа во моментов. Наша задача на која што веќе работиме е платформата да ја модернизираме и тоа е наша задача како министерство. И во исто време мојот тим веќе работи со институции кои што потенцијално ги сметаме за најважни да почнат да комуницираат на платформата, да ги закачиме на таа платформа. Таа комуникација меѓу институциите ќе значи забрзан проток на информации. Често го кажувам примерот со управата за јавни приходи. Ние имаме можност во законот, еден од законите кои што покрива даночната сфера, да ако имаме непријавен данок на определено лице, тоа лице се казни, 70% од имотот се конфискува и се поведе кривична постапка. Но кој е проблемот во управата за јавни приходи? Бројот на инспектори е тој кој што го имаме, но за еден инспектор да заврши еден предмет му се потребни 6 месеци. Побара од катастар информации, па му вратат. Побара од агенција за вработување информации, па му вратат. Тоа патува по пошта, тоа се принта, зема премногу време. Ако сите се закачени на платформата за интероперабилност, а веќе законското право за прибирање информации го имаат, со 2-3 клика ќе успее инспекторот да ги добие сите информации кои што му се потребни. Како да се заштитиме и што правите да се заштитиме од хакерските напади врз централните државни финансиски системи? Како да се обезбеди подобра безбедност на овие делови? Долго зборуваме на оваа тема, а за жал Македонија е единствената држава од поширокиот регион кој што нема закон за заштита на информацијските системи или така наречен закон за сајбер безбедност. Тоа значи дека лесно подложни сме на хакерски напади? Тоа значи дека зависи од секоја институција колку е самосвесна и раководителот на таа институција колку е самосвесен да знае дека опремата која што ја набавил ги нема или ги има потребните лиценци за заштита. И тоа е страшно. Затоа што нема стандард минимум стандард кој што секој мора да го следи. И во спротивност таа институција да има одговорност ако тоа не го прави. Затоа што ако вие немате соодветни други начини на функционирање на институцијата, вие ќе бидете казнети како раководно лице. Но ако вашиот систем не го има потребниот софтвер за заштита, антивирусна програма или некој друг систем за заштита, никој нема да ве казни. Никој не ве ни следи од институциите дали го следите законот. Односно, дали сте преземале потребната заштита. Господин Андоновски, во еден период го водевте партискиот аналитички центар на ВМРО. Да помене, дали во партијата се уште постои КСИО, безбедносен и разузнавачки центар, формиран од времето на Змејковски, вие сте од помладата генерација на политичари, со Соколов и Диневски, тоа се користеше за внатре партиски дискредитации од странување на нелојалните.
Тоа е една митска организација во партијата, кој што како еден од помладите членови од оваа новата генерација на политичари, но член на партијата од 2009 сум ја слушал, ми ја раскажували во разговори со Змековски. Во моментот не постои таква организацијска структура во партијата. Партијата ги има јавно тврдено организацијските структури во статутот и по нив се постапува. И тука е нашето функционирање, мислам дека нема таков простор за дискредитација на нашите партиски членови. Во јавноста се добива впечаток дека откако дојдовте на власт, отворивте голем број на фронтови и кон меѓународните партнери, кон соседна Грција, Бугарија, дома на домашен терен најавувате сериозна битка против корупцијата и криминалот, но засега сето тоа се сведува барем на флоскули од една страна, а од друга страна добиваме подигнување на тоналитетот во релациите со соседите, но и во релациите со Брисел, кои велат без уставни промени нема напред и без сериозни реформи натрешни во државата не може да очекувате значителен исчекор кон европската интеграција. Прво во делот околу нашите меѓународни партнери, мислам дека за прв пат нашите меѓународни партнери гледаат искреност од страна на владата, кога владините представници дискутираат со нив и отворено ги кажуваат македонските фрустрации. А тоа се фрустрации кои што потекнуваат од дволичноста, од неиспорачувањето од страна на нашите меѓународни партнери. Ние бевме убедувани дека само треба да се случи промената на името и да го почитуваме Преспанскиот договор и тогаш веднаш ќе се отворат портите на Европската унија и ќе станеме членка на НАТО. НАТО беше испорачано, но ветувањето кон граѓаните беше дека Европската унија ќе биде завршена приказна, дека тоа ќе биде лесен процес кој што кратко ќе трае, а партиските представници кои што опонираа на тој Преспански договор и промената на името беа убедувани дека преговорите ќе почнат веднаш со промената на името и ќе траат само 3-4 години. Но никој изминативе 7 години не кажува и во Брисел и во кај другите наши меѓународни партнери дека фрустрацијата кај граѓаните е преголема од неисполнетите ветувања. И таа мора да се испорача нешто конкретно кон граѓаните. Тоа е делот од меѓународната заедница кон кој што ние имаме многу поотворен и поискрен пристап и мислам дека тоа се цени, затоа што не одиме со флоскули, со панел дискусии во кои што кажуваме колку е се прекрасно во Македонија и колку граѓаните едва чекаат да станат членки на Европската унија, независно од сите разочарувања што им се нудат на граѓаните. Напротив, кажуваме дека ова е нервозна ситуација која што ги разочарува граѓаните затоа што едноставно ни Европската унија не испорачува. Се почесто и се погласно се зборува дека ДУИ би можела после нова година да биде дел од владината коалиција? Па мислам дека тоа се соништа на ДУИ, затоа што како се разградуваат нивните спреги во рамки на државните институции, така е потешко да се држи партијата во кондиција. И мислам дека сега се држи со соништа дека само што не дошле повторно на власт и само што нивните луѓе повторно не ги окупирале институциите како што ги окупираа изминатите 20 на години. Стабилна е коалицијата со коалиционите партнери од вреди и мислам дека само со заедничка работа, тимска работа, вистински тимска работа ќе постигнеме резултати и тоа и го покажуваме во пракса. На пример, оваа борба против недозволеното, нелегалното приредување игри на среќа, коцкањето, тоа е заедничка болка на македонските граѓани, независно дали се македонци, албанци, турци, роми, власи. Сите имаме млади пријатели, деца, роднини, братучеди кои што се завлезени во оваа сфера или па им е многу достапна оваа сфера на нелегалното онлайн коцкање и гледам сериозна искрена заложба и од представниците на ВЛЕМ и од представниците на ВМРО-ДПМН и од сите други членови на владата и институциите да се справиме со овој сериозен проблем и предизвик на македонското општество, а тоа е дека нашите млади се коцкаат нелегално на онлайн платформите. И таа е заложба која што заедно ја правиме и на крај ќе успееме. Се надевам дека нема да ја прокоцкате шансата да дадете позитивни резултати. Затоа ни избора граѓаните, се надевам и јас. Ви благодарам. Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Гледавте Трилинг, а во ова издание на ТВ магазинот гостуваа Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Потоа универзитетскиот професор од правниот факултет Ненад Марковиќ, како и мултимедијалниот уметник Љупчо Бубокаров. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.